Ја најавувам промоцијата на книгата Пирот на вештерките од нашата авторка, поетеса и сограѓанка Даница Петровска. Промоцијата е закажана за вторник, 19 јуни, во 20 часот во малата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев, Куманово. Многу повеќе ќе откриеме за оваа промоција од мојата денешна гостинка. Со мене во студиото е авторката Даница Петровска. Добар ден и добро ни дојдовте. Благодарам на поканата. Еве тука сум за да се дружиме со Радио Браво, за да слушателите имат представа за што се работи за мојата промоција. Мене ми е чест и задоволство што еве се гледаме почесто во студиото, бидејќи ова е веќе ваша 6-та книга поред. Да. Значи имате едно долгогодишно искуство кога е во прашање пишувањето. Пишувате најчесто поезија, па така и овој пат ќе ни изненадите со песни и со вашата лична поезија. Токму така. Овој пат станува збор за книгата Пирот на вештерките, која е тесно поврзана со мојата прва книга, мојот првенец, Готска жена, објавено во 2011 година и 2016 година од книгата Моите митарства. Така, значи сега всушност ќе читаме некое продолжение на она што претходно го имате објавено. Токму така. Дали тоа продолжение ќе се надоврзе со вашата имагинарност која што секогаш ќе ја искажувате во песните, па така и овој пат ќе бидеме сведоци на нешто такво? Секако, книгата во првиот дел зборува за готската жена, всушност во некои песни се спомнува за да се надоврзе, а вториот дел на книга се работи за Салем, односно зошто се вика и Пирот на вештерките, кога во Салем биле обесени многу луѓе. Тоа се работи за 17-тиот век. 17-тиот век. Инспирација доаѓа од настани во 1692 година, мрачен век, каде се случиле злогласните судења на вештерки во областа Масачусетс Беј. Помеѓу февруари 1692 и мај 1693 година. Тогаш владеела пуританската црква, која што не дозволувала граѓаните да не бидат послушни и секако дека ги казнувале сите оние кои што не се поклонувале кон Господ, но се поклонити кон самиот Сатана. Така, значи ова е една куса содржина на Пирот на вештерките. Мислам интересен наслов. Вештерките ги поврзуваат со луѓето од тој век, од 1692 година, кои што не биле послушни. А зошто Пирот? Тука се собрани сите вештерки, тие сепак постојат. Тоа е нешто што е неуништиво, Пирот, неуништиво. така? Меѓутоа, некоја символика, метафора. Да. Меѓутоа во тоа време сите што биле обесени во тој период, имале и кои ги палеле вештерки, имале кои ги се обесени, сушност се невини. Невини жени кои во тоа време се занимавале со тревки, надри лекарството, Така. и жени кои, постари жени породилки, кои што го вршеле самото породување, меѓутоа, ако се случи детето да умре во нејзини раце, тогаш таа е вештерка. Одзела живот на дете, или пак ако некој се разболи, а лекот не помогне, тогаш таа е вештерка. И се казнува. И се казнува секако. И треба да прифатат, односно кои студеле, да прифатат дека соработувале со ѓавол, дека го послушале него, дека тој им така рекол.
дека Нареден. треба да сторат. Значи тоа е всушност тематиката, повторно некои мрачни сцени, повторно Да. мора да признаеме, Даница, дека навистина ти лежат такви теми. Зошто? Премногу лежат темната страна, како што постои добрата страна, така постои темната страна. Не можеме да се определиме да кажеме јас сум сосема чиста, да кажеме, или јас сум сосема темна. Во секој од нас има и темна страна и светла страна. Темната страна си ја сакам, оти ме води кон мојот свет во мистика. Си ја сакам мистиката, она што другите не можат да го видат или не можат да го чувствуваат. Па може би и бегат од таа темна страна, нели? Па да, релативно бегат од таа страна. Така е. А како помина Готска жена? Првата книга, Готска жена, солидно, сосема солидно, се изненадив дека ке има публика. Мислев оти е темна поезија ке нема одзив на публика, но публиката беше тука на високо ниво. Значи ја реагираше на високо ниво, Да. со добра оцена. Со добра оцена, да. Имаше и луѓе кои осудуваа зашто темна поезија, оти луѓето се имат навикнато да слушнат љубовна поезија. Нешто посекојдневно, нешто полесно. Да, секојдневно оти секој не ја разбира готската поезија, готиката не сака дури ни да навлезат во тоа. Да направиме една ретроспектива. Значи прва ваша мислам збирка Да. беше Готска жена, потоа следуваше Што се однесува за темната ли поезија? па вака за вашите авторски книги. Готска жена, љубовен филигран, Так. потоа моите митарства, заедно со елегична по тебе, што се заедно промовирани. Потоа во сега дали години да ги Па кажувам. добро, да не одиме толку во детали. Сега ќе си ја заборавам насловот на Наслов, книга. ама јас знам и се Да. сеќавам дека сите Магистрал овие за книги- неја, магистрал за неја. Сите овие книги беа промовирани во Радио Да. Браво. И сега стасавме до шестата книга, на колку страници е? Таа има 56 страници од 145 песни, поделена е на два дела, каде што првиот дел се однесува за готската жена, всушност за самата себе, така ме познава широката јавност од готската жена, мислам од книгава, и знаат дека пишувам темна поезија. А вториот дел, како што реков, за самото судење во Савем и се е тоа поврзано едно со друго. Мислам дека се уште немам излезено од инквизиција. Се уште владе инквизиција. Така. Слушнавме сега за книгата, кој е издавач, дали ќе споменеме каде е печатена? Да, издавач е Дата Песнопој од Битола. Од Битола, таму, како и до сегашни книги што ги имам печатено, освен Готската жена во Макавеј. Одлично. Пирот на вештерките од Даница Петровска ќе го догледа своето светло, односно ќе биде промовирана еве уште еднаш. Токму така ќе биде промовирана во Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово во 20 часот. Така, вторник. 19 јуни. Дали имаме некое друго изненадување што не очекува на промоцијата, дали ќе откриеме, дали ќе оставиме сето тоа во една завитка на фолија, во една завитка на формат, да откријат нашите слушатели, некои музички точки, гости. Јас вака љубопитно сакам да пропкопам што како. Секако дека Пирот на вештерките не е секојдневна книга, сепак е со историско значење за вториот дел. Значи, тоа веќе прочитано, проучено и на тој начин се напишени песните. Така да ќе има музичка точка, ќе се потрудиме сето тоа да го изведеме на готски начин. Ќе треба да има фагот,
што е специфичен инструмент и на него тој инструмент ќе го води Филип Петровски, инаку промотор на мојата книга, заедно со Љубиша Петровски, значи имам двајца промотори. Во првиот дел промотор е Филип Петровски од една-два дела, а вториот дел се задржува Љубиша Петровски. Одлично, тоа значи се гледаме 19 јуни, 20 часот во малата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Ти благодарам за гостувањето. Даница, ти посакувам уште многу книги и чест ми е кога првин ги промовираме кај нас во Радио Браво. И мене ми е посебно драго што еве тука веќе можеби пети пат или четврти пат како доаѓам за мои промоции. Со секоја книга, значи 6 книги, 6 пат. Да. Лесна математика. Даница, уште еднаш ти благодарам, ти посакувам многу успех во твоето отворење, уште многу книги, уште многу промоции и имајте убав ден. Благодарам на поканата.